Добро вечер, почитувани гледачи. Пролета во Македонија започнува утре во 23 часот и 45 минути, проследена со помрачување на сонцето. Истовремено на јужната полутопка на земјата ќе настапи есента. Првиот пролетен ден во Македонија ќе трае 12 часа и 5 минути. Изгревањето на сонцето ќе започне во 5 часот и 39 минути. Пролета ќе трае до 21 јуни, кога календарски започнува летото, а ноќта меѓу 28 и 29 март ќе започне летно сметање на времето, кога часовниците ќе треба да се поместат 1 час нанапред. Следното затемнување кај нас се очекува на 21 јуни 2020 година. Додека се радуваме на доаѓањето на пролета, предлагам воедно да го проследиме третиот дневник на К3 телевизија. Гимназијалка од Куманово е државен првак на надпреварот по математика за ученици од втора година. Ке се додели помош од Европската Унија за поплавените подрачја во Македонија. Американската патрола над Балтичкото море пресретна 11 руски авиони. Македонската репрезентација во мал фудбал ги започна европските квалификации. Каква случајност, токму поради предметот за кој некои средношколци денес протестираат, гимназијалката Теја Стоилковска на државниот надпревар по математика кој се одржа во Скопје постигна одличен успех. Во конкуренција на учесници од сите градови таа го освои првото место за ученици од втора година. Овој успех ја овозможи пласман и учество на Македонската математичка олимпијада која ќе се одржи наредниот месец. На државниот надпревар по математика за ученици од средно образование кој се одржа во Скопје, младата Теја Стоилковска кој е ученик во втора година во гимназијата Гоце Делчев постигна одлични резултати. Оваа награда е само поттик за што повеќе учење и успеси, затоа што Теја се подготвува и за уште многу важни надпревари. За мене овој надпревар е поттик за натамошна борба на надпреварите. Имено математиката ми е омилен предмет и најмногу ја сакам. За надпреварите се спремам континуирано, уште од самиот почеток, бидејќи веќе долгогодишно учествувам, си ја терам таа традиција. Исто така, сега, мислам утре, имам изборен надпревар за Минск. Тоа ќе биде женска олимпијада на која ќе се изберат најдобрите 4 ученички од Македонија. Низиниот ментор и професор Горан Атанасовски истакна дека ова е големо признание и за училиштето, затоа што пред нив се уште неколку надпреварувачки предизвици. Имаме освоено прва награда, ученичката Теја Стоилковска има освоено прва награда, која е втора година во нашето училиште. Исто така имаме освоено една пофалница во втора година и една пофалница во прва година. Мислам дека големо признание како професор и за гимназијата е исто така голем успех, бидејќи одамна мислам дека нема освоено награда на вакво големо надпреварување. Во врска со прашањето околу протестите за укинување на математика како задолжителен предмет за државна матура, Атанасовски вели дека се согласува со барањата на учениците и треба овој предмет да биде изборен. Јас потполно ги поддржувам матурантите во нивниот протест и мислам дека математика треба да биде изборен предмет на државна матура, не задолжителен, бидејќи не на секој му е потребна математика за понатамошно школување. Додека голем број на ученици се плашат од математиката е пример за спротивното. Математиката е нејзин омилен предмет, а секој надпревар е нов предизвик и нова шанса за напредок. Премиерот Никола Груевски предпладнево остварил средба со првиот човек на најголемата Европска народна партија, Жозеф Дол, кој даде силна поддршка на Република Македонија и изрази очекување за враќање на македонската опозиција во собранието. Пред самитот на Европската десница во Брисел, Жозеф Дол на Груевски му ја истакнал важноста од продолжување на реформскиот процес во Македонија. Исто така, Дол на состанокот изразил волја и лично да се ангажира за поддршка и помош на Република Македонија во напредување на нејзините европски интеграции. На денешната средба со председателот на најмоćната политичка групација во Европската Унија, премиерот Груевски изјави дека го информирал Дол за состојбите во Република Македонија, вклучително и актуелните состојби поврзани со случајот Пуч и деталите околу него. Според Груевски, Дол внимателно слушал и прашувал за одредени детали и многу се интересирал. Неговото мислење, вели Груевски, е дека македонската опозиција треба да се врати во парламентот и таму да се разрешат работите. Според председателот на македонската влада, Жозеф Дол презел обврска и понатаму да го следи одблиску случајот, да се информира и доколку е потребно и лично да помогне во иднина. Во моментов Никола Груевски присуствува на самитот на Европската народна партија, на кој покрај него се наоѓаат и шефови на партии и политички лидери од Европската десница, меѓу кои председателите на Европската комисија
комисија и на Европскиот совет, Жан-Клод Јункер и Доналд Туск. 84.000 евра ќе додели Европската комисија за помош на настраданите семејства од поплавите кои ја зафатија Македонија. Според податоците на Меѓународната федерација на Црвен крст, причината е значителна материјална штета, беа погодени 100.000 луѓе. Нешто повеќе од 84.000 евра ќе додели Европската комисија за помош на поплавените подрачја во Македонија, кои ги зафатија во текот на јануари и февруари и причинија значителна материјална штета. Според податоците на Меѓународната федерација на Црвен крст, во поплавите се погодени 100.000 луѓе. Како што соопшти делегацијата на Европската комисија во Македонија, финансиската помош на ЕУ, обезбедена преку Фондот за итно надминување катастрофи на Црвениот крст, ќе ја поддржи тековната помош на локалниот Црвен крст за надминување на последиците од поплавите. Помошта ќе се користи за дистрибуција на храна, хигиенски материјали и други основни средства, како што се облека и ќебиња. На директен начин помошта ќе ја користат речи 1000 семејства или околу 4000 луѓе. Спогодба во износ од 3 милиони евра за хуманитарна помош Европската комисија потпиша со Црвениот крст, Црвената полумесечина и Меѓународната федерација на Црвен крст за поддршка на Фондот за итно надминување на катастрофи. Невработените лица и заинтересираните компании од утре ќе може да аплицираат за обука кај познат работодавец, мерка со која годинава ќе бидат опфатени 1000 лица, за чија што реализација се обезбедени 22 милиони 600 илјади денари во буџетот на Агенцијата за вработување преку програмата на ИПА, односно 2 гранта за Агенцијата за вработување. 1000 невработени ќе имаат можност да одат на обука кај познат работодавач. Од утре тече огласот на Агенцијата за вработување и Министерството за труд и социјална политика. Можност за аплицирање имаат сите баратели на работа и приватните компании. За реализација на проектот се обезбедени 22 милиони 600 илјади денари преку ИПА програмата, а фирмите што ќе ја спроведуваат обуката ќе добиваат надоместок до 25.000 денари. Со оваа мерка досега се склучени 7046 договори за обука, 5034 се вработиле, а се уште работат околу 4400 луѓе. Од утре ќе почне да функционира и електронската пошта за информирање на приватните компании за огласите што се објавуваат, а продолжува известувањето преку SMS на активните баратели на работа за тековните мерки на Агенцијата за вработување. Македонското јагне и годинава ќе се најде на европските трпези. Остануваат традиционалните пазари, како што се Италија и Грција, но се повеќе се купува и домашното јагнешко во Соединетите земји. Сепак нагласуваат од кланиците годинава и Македонија, но и соседните држави од регионот се соочуваат со намалено производство. Македонското јагне и годинава ќе се најде на великденските трпези кај италијанците, грците, хрватите, србите. Остануваат уште неколку дена пред великденските празници. Кланиците ги прават последните подготовки за откуп и извоз на јагнешко месо. На подрачјето на Кумановско функционира само една кланица која поседува B1 дозвола за откуп и пласман на јагнења. Сепак, од кланицата велат дека во споредба со претходните години намалено е производството на јагнења, што поради болест во одредени одгледувалишта, а дел и поради децениските трендови на намалување на производството. Постои разлика од година за година, постои намалување на продажбата на јагнешко месо, така да очекуваме во овие празнични денови малку да се зголеми потрошувачката. За разлика од претходните години, кога ова време имаше зголемена потрошувачка на јагнешко месо, како и зголемено производство, сега ова година малку каснат јагнињата. Македонското јагне оценето е како врвно јагне и затоа е барано и на регионалниот и на европскиот пазар. До крајот на оваа недела се очекува забрзано темпо на извоз на јагнешко месо за пазарите во Италија, Грција и Хрватска, бидејќи во овие зими католички Великден е една недела пред нас, односно на 5 април. Додека Црнагора и Србија, каде што според православниот календар Великден е на 12 април, поинтензивен извоз се очекува од следната недела. Веќе сме во преговори за извоз во Република Србија, поточно во кланицата во Велика Плана, на одредена количина на јагнешко месо. Така да ние очекуваме, значи, да има поголема потрошувачка на јагнешко месо. Се надеваме сега дека за великденски празници ќе излезат јагнињата, значи ќе се зголеми и потрошувачката и побарувачката. Дозволите за извоз тешко се добиваат и потребно исполнување низа стандарди и услови, но и од Кумановската кланица додаваа дека на овој начин само се обезбедува сигурност при пласманот.
Апелираа до сточарите да внимаваат кому му го нудат производството. Во последно време голем број се јавуваат диви откупувачи кои што не им исплаќаат на луѓето, не им го исплатуваат износот кој што треба да го исплатат на трансакциона сметка, него останува на тоа дека ќе се исплати, едноставно вршат превара и не им исплаќаат на луѓето, не им го исплаќаат јагнето. Цената во моментов на живо месо се движи од 150 денари, што значи дека за крајните потрошувачи на цената на јагнешкото ќе достигне и до 300 денари. Според очекувањата, извозот на јагнења оваа година на државно ниво треба да изнесува исто како и минатогодишното и да се движи до 270.000 грла. Сдруженијето на фармери од општина Липково Агрокултура одржа средба во селото Матеќе со земјоделците од Липковскиот регион, на која се разгледува одредени проблеми со кои се соочуваат тие. Посочија дека земјоделците имале нејасноти околу одредени законски прописи, како што е регистрацијата во УЈП за даночен обврзник од земјоделска дејност. Од подрачната канцеларија пак на Агенцијата за развој на земјоделството вела дека од нивна страна заедно со УЈП биле одржани обуки од ова област, а одзивот бил многу слаб. Земјоделците од Липково имале забуни околу регистрацијата за даночен обврзник. Оние кои не беа регистрирани, таа обврска согласно законот требаше да ја исполна до крајот на јануари. Од Сдруженијето на фармери и агрокултура од Липково се сретнаа со земјоделците од овој регион со цел да разгледаат одредени проблеми со кои се соочуваат, особено од законската и административна природа. На средбата во Матеќе присутен беше и представник од сметководствена фирма кој му објаснуваше кој е земјоделски обврзник што му е примарна дејност, а кој спаѓа во групата на оние чие главно занимање не е земјоделието. Да ја свикаме, да ги разјасниме малку колку што можеме, да ги ублажиме тие проблеми на нашите индивидуални земјоделци. Па во тој смер го викавме некој експерт малце дополнително да не ја објасни. Дел од земјоделците веќе се регистрирани во УЈП како паушалисти. Меѓутоа, од нивната сама работа во тек на годината, они го надминуваат лимитот, фактички израснуваат како земјоделци и самата УЈП ги налага со некој закон, точно не може да се сетам кој закон, они да се регистрират. И покрај нагодувањата на земјоделците и представниците од Сдруженијето, Агенцијата за финансиска поддршка информира дека заедно со УЈП биле организирани неколку информативни средби со населението од општината, на кои им било објаснено кои се нивните обврски. Оттаму додаваа дека одзивот кај земјоделците бил многу слаб, иако биле уредно повикани. Известиме земјоделци, ставиме соопштенија по села, меѓутоа одзивот беше многу мал. Имам јас списоци кои се потпишаа луѓето кои беа присутни и многу фино беа разјаснети работите околу пререгистрација, околу пријави за одоначување, статусот на земјоделците кои имат основна дејност земјоделство како претежна дејност или дополнителна дејност и така натаму. Сите работи беа многу фино разјаснети од луѓето од УЈП. Инаку Липково е претежно земјоделска општина. 90% од населението се занимава со земјоделство. На времето најголем дел од целата овде живее од производство на тутун, но по затварањето на монополот престана и производството на ова индустријско растение. Веќе втора сезона зимското одржување на улиците и локалните патишта во Крива Паланка е во надлежност на јавното претпријатие Комуналец. Одговорните велат успешно се справиле со обилните снежни врнежи, а граѓаните имаат чисти и проодни улици во општината. Во текот на изминатата сезона употребени се 40 тони индустријска сол и 60 метри кубни рисла за зимско одржување на улиците и локалните патишта во Крива Паланка, информираше директорот на јавното претпријатие Комуналец, во чија надлежност веќе втора година поред е зимското одржување. Приоритетни се најфреквентните места, односно улиците кои водат кон градинките, училиштата, болницата и други поважни институции во градот, вели директорот Томе Тодоровски. Ова година со оглед на тоа дека имаше поголеми обилни врнежи на снег, имавме повеќе работа. Со оглед на тоа, затоа потрошивме негде околу 40 тона сол и некаде околу 60 метри кубни ризла. Мислим дека со оглед на тоа вака граѓаните кои што имаме ние контактирано во голема мера
се задоволни, меѓутоа и ние знаеме дека секаде не можеме да постигнеме во моментот, затоа ние работиме по одредена програма каде што има приоритетни улици и секој пат ги чистиме тие прво приоритетните улици кои, како што сите знаеме, тоа се болниците, градинките и другите институции, додека оние второ рангираните, вториот план на улиците ги чистиме колку што можеме, што побрзо. Јавното предпријатие Комуналец располага со соодветна и современа механизација за чистење на улиците од обилните снегови кои беа карактеристични за оваа зима, а дежурните служби на терен работат 24 часа. 24 часа служба имаме, ноќно дежурство, располагаме и со градежни машини, значи, ако тука станува збор за 2 камиони опремени комплетно со плуки, со ларка, додека имаме и едно мало возило кое што го употребуваме за чистење на тротоарите. Исто така имаме и фреза за поголеми снегови кои ќе паднат. Опремата во моментот не е на солидно ниво, мислим, тоа се нови машини кои што располагање по Комуналец. Паркираните возила се проблем при одржувањето на улиците, а потешки за одржување се и тесните улички кои се на повисок терен, за кој ќе биде потребна помала машина. Нас ќе ни треба некое помало возило за да можеме да ги чистиме овие помалите улички кои што се на повисока кота во градот, бидејќи тие се малце поттесни. Имаме проблем нормално и со паркираните возила на улицата, али тука во соработка со полицијата ги рачистуваме тие проблеми, така да мислим дека во глобала можеме да се пофалиме дека се уште не е помината сезоната може да ни изненади, меѓутоа успешно ја поминав. Зимското одржување на улиците се реализира од 15 ноември до 15 март. Тунискиот премиер Хаби Песи денеска изјави дека двајцата извршители на вчерашниот напад во музеот Бардо се идентификувани. Неколку лица се повредени во престрелка во ресторан во југозападниот шведски град Гетеборг, доцна синоќа соопшти полицијата. 11 руски воени авиони синоќа биле пресретнати од НАТО патролата над Балтичкото море, соопштија денеска литванските официјални лица. Тунискиот премиер Хаби Песит изјави дека двајца извршители на вчерашниот напад во музеот Бардо се идентификувани. Станува збор за Јасин Абиди и Хатем Хашнави, информираа француските медиуми. Според портпаролот на Туниското министерство за внатрешни работи, двајцата напаѓачи веројатно се тунижани. Ниту премиерот, ниту МВР не даваат повеќе детали за атентаторите. Се уште никој не ја презеде одговорноста за нападот, во кој загинаа 17 странски туристи, двајца тунижани, како и двајцата напаѓачи. Неколку лица повредени се во престрелка во ресторан во југозападниот шведски град Гетеборг, доцна синоќа, соопшти полицијата. Шведски весници објавуваа дека убиени се најмалку 2 лица. Според полицијата, во престрелката користено е автоматско оружје. Во тек е истрага за инцидентот. Засега не се објавени повеќе детали. Престрелката се случила во предградие на вториот по големина град во Шведска, каде регистрирани се случаи на насилство поврзани со криминални банди, истакна портпаролката на полицијата, додавајќи дека е рано да се прават предпоставки за мотивите. Според очевици, двајца мажи влегле во ресторанот и отвориле оган од автоматско оружје. 11 руски воени авиони синоќа биле пресретнати од НАТО патролата над Балтичкото море, соопштија денеска литванските официјални лица во моментот кога Москва одбележа годишнина од присоединувањето на Крим кон Русија. НАТО авиацијата пресретна група од 8 воени авиони, 3 руски воени транспортери над меѓународните води во вторникот, соопшти портпаролката на Литванското министерство за одбрана, пренесува Reuters. Таа дополни дека ова се први руски воени авиони кои воздухопловната патрола на НАТО ги пресретна оваа година и додаде дека пилотите ги исклучиле предавателите за да ги избегнат радарите за да не комуницираат со контрола на летот. Руските воени авиони во вторникот летале ненајавено од Русија, на границата на НАТО со членките Полска и Литванија, наведе портпаролката. Според неделните извештаи Литванското министерство патролата на НАТО пресретна 16 руски воени авиони од почетокот на годинава.
Најчеста причина заради која пациентите се јавуваат на лекар е покачена температура, посебно ако се работи за детската популација во која спаѓаат новородените и малите деца до 3 години. Најчеста причина за покачување на температурата се инфективните болести без разлика дали се предизвикани од бактериски или вирусни инфекции. Кога и на кој начин треба да ја намалиме температурата, ќе дознаеме повеќе од прилогот што следи. Најчеста причина заради која пациентите се јавуваат на лекар е покачена температура, посебно ако се работи за новороденчиња и мали деца до 3 години. Температурата не е болест, туку најчесто е показател за присуство на некоја инфекција, вели доктор Нешковска. Нормална температура е од 36 до 37. Под 36 имаме намалена температура или хипотермија. Над 37 со 1 веќе имаме зголемување на температура или хипертермија. Од 37 со 1 до 37 со 9 се работи за така наречена субфебрилна температура. Од 38 до 39 со 9 се работи за фебрилна состојба или фебрилни температури, над 30 и над 40 до 42 имаме така наречени високофебрилни состојби. Температурата не треба веднаш да се намали, посебно ако се работи за инфективен причинител, за нејзино покачување, така што колку побрзо ја намалиме температурата, подолго ќе ни трае болеста, додава Нешковска. Намалување на температура до 38 со 5 треба да оди со разладување на дете, давање на течности. Разладувањето може да биде од тип на топли облози, туширање со млака вода, понатаму можеме да дадеме парацетамол, веќе на температура од 38. Парацетамолот не е лек на избор во детската популација. Освен парацетамол можеме да дадеме и ибупрофен. Намалување на температурата треба да се врши само кај одредена популација на деца, кои што имале фебрилни конвулзии, тие се јавуваат на возраст од 3 месеци до 5 години, вели доктор Лидија. Порано или старата превенција беше со таблети фенобарбитон. Денеска веќе не ги даваме таблетите фенобарбитон, затоа што имаме сигурно сознание дека за да било кој лек делува во нашиот организам, тој треба да постигне одредена концентрација на терапеутски ефект во крвта. Денеска превенцијата ја вршиме со драже апаурин и со супозиторија апаурин, односно генерика на апаурин се супозитории диазепам. Постојат повеќе начини на мерење на температура, најчесто аксиларното мерење или мерење под мишка. Сигурно мерење на температура е орално, ректално и вуво, бидејќи таму на температурата не влијае надворешниот фактор, објаснува Нешковска. Тешка кражба во Куманово, непознат крадец вчера успеал да украде 10.000 евра златен накит и часовници од стан, информираше полицијата која превзема мерки за пронаоѓање на сторителот. Непознат крадец вчера успеал да си замине со плен во вредност од 765.000 денари, како што соопшти кумановската полиција. Засега непознат крадец успеал да украде 10.000 евра, златен накит и часовници од стан од Куманово. Од кумановската полиција соопштуваа дека кражбата се случила во периодот од 10:30 до 12 часот вчера во стан лоциран на улицата Страшко Арсов. Крадецот успеал да ја отвори вратата со подесен клуч и да влезе во станот на кумановецот НТ, од каде што по пребарувањето успеал да ги украде парите, накитот и часовниците. Тој се стекнал со противправна имотна корист во вредност од 765.000 денари. Полицијата презема мерки за пронаоѓање на сторителот. Филип Миркуловски 2 години во клубот Вецлар. Во дуелот на екипите со најдобар скор во НБА лигата, тимот на Голден Стейт ноќеска на домашен терен оствари убедлива победа со 114-95 против Атланта. Меѓународен спорт. Најефикасен во победничката екипа беше Херисон Барнс со 25 поени, кај Атланта се истакнаа Демар Керол и Пол Милсап со по 16 поени. Македонскиот кошеркар Перо Антич одигра безмалку 20 минути, а за тој период успеа да постигне само 3 поени, сите од линијата за слободни фрлања, а запише и 5 скокови и 1 асистенција.
Победија и Кливленд, Филаделфија, Мајами, Торонто, Чикаго, Сан Антонио, Оклахома Сити, Далас, Лос Анџелес Клиперс и Вашингтон. Македонскиот репрезентативец Филип Миркуловски од наредната сезона ќе ги брани боите на Бундеслигашот Вецлар. Ова информација на својата официјална веб страница ја објави Вецлар, во која се вели дека нашиот бек потпишал договор до 2017 година. Многу сум задоволен што доаѓам во клуб како Вецлар. Одлуката која требаше да ја донесам не беше лесна, но сметам дека истата е исправна. Сакам да го пренесам моето искуство да помогнам во остварување на целите на клубот. Многу сум мотивиран и со нетрпение чекам да ја почнам новата сезона во клубот во кој настапувал еден од најголемите ракометни легенди Ивано Балич, вели Миркуловски, кој ќе мора да го замени токму хрватот, кој по крајот на оваа сезона се збогува од активното играње на ракомет. Македонскиот бек сезонава ја започна во Металург, но по финансиските проблеми во февруари се пресели во Хановер, каде ќе остане до крајот на сезоната. Фудбал, по комплетирањето на листата учесници во четвртфиналната фаза од Фудбалската лига на шампиони, за најмногу места се изборија шпанските екипи. Екипите на Јувентус и на Барселона се последните кои обезбедија место во четвртфиналето од Фудбалската лига на шампиони, откако синоќа во осмина финалната фаза повторпат славеа победи над своите ривали. Јувентус на гостувањето во Дортмунд кај Борусија беше убедлив со 3-0 и со вкупни 5-1 оди во следната фаза. Јунак во победата на италијанскиот шампион беше Карлос Тевез, кој постигна 2 гола и асистираше при погодокот на Мората. Каталонците со вкупни 3-1 обезбедија место помеѓу најдобрите 8 во Лигата на шампионите, а се чини дека клучна беше победата на гостински терен од 2-1. Сепак и на синокешниот надпревар на Nou Camp избраниците на Луис Енрике беа подобар противник, заслужено славеа со 1-0. Жребката за четвртфиналето ќе се одржи во петок. Помеѓу 8-те најдобри во елитното фудбалско надпреварување се најдоа Барселона, Реал Мадрид и Атлетико Мадрид. Најголемото разочарување го направи екипите од островот со синокешната елиминација на Манчестер Сити од Барселона. Англија остана без свој представник уште во четвртфиналната фаза, што за тамошните аналитичари е потврда дека англискиот фудбал е во криза. Претходно Челси доживе елиминација од Пари Сен-Жермен, Арсенал од Монако, а Ливерпул не ја помина ниту групната фаза. Француските тимови Монако и Пари Сен-Жермен донесоа 2 места на својата земја во следната фаза, додека по еден представник имаат Германија во Бајерн Минхен, Италија во Јувентус и Португалија преку Порто. Времето во Македонија е умерено до значително облачно со повремени врнежи од дожд на некои повисоки места и на планините со повремен снег. Дува слаб до умерен претежно северен ветер. Следува метео. Тоа беше се што подготвивме за третиот дневник, почитувани гледачи. Пријатна вечер.